Martinka. 3 niški od 3 kadeli, kako glas otpisan kaval među prsti vlečem. So prsti požolti od žolti vodički, so prsti posvetli od svetlečki kam šičeri niški te gi predam. So silane vretene stave teruška konci te gi vrtem. Ljubovna Martinka sučam. Vetar, so glasna noćna vodarka me dovikuva vo valuga, so snegulki što se oploduva da me smeša. Voštenica na nebo se topi da me svosoči. Ništo ne me prelaga. 3 konci od 3 kadeli, kako odbrana pčenica niz rešeto među prsti mi tečat. Ljubovna Martinka sučam. Да речеме уште на почетокот, трите книги на кои ќе се држиме овој пат се доста различни. Тоа се 3 поетски темпераменти, 3 различни стојалишта од кои се тргнува во поетската авантура, во потрагата по тајната на поетскиот говор. Но едно нешто за сите нив е заедничко. И кај Светлана Христова, и кај Лилјана Чаловска, и кај Божидар Тодоровски Бодле, јасно е нагласена повишената грижа за јазикот, за тонската фактура на песната, ако сакате, мощно решително се инсистира на неговата максимална чиста и рафинирана варијанта, како во неговата минимална функција на ниво на еден фигуративен спој или на стихот, така и во неговата максимална на ниво на песната и книгата како еден завршен и остварен тип на поетски говор, што треба недвосмислено да ги открие и да ги понуди своите индивидуални белези. Поетесата Светлана Христова Јоцик се појави во нашата литература пред 4 години. Незината прва книга песни носеше наслов Калесница. Тоа беше мощна тиха поетска најава и објава на една поезија која се темелеше врз раскошните наследство од нашата устна поетска традиција, впрочем како и поезијата на една цела генерација македонски поети кои не само што се свртија кон тие извориште како кон цврста и неизбежна основа, екзалтирано и восхитено, ами ги побараа и ги пронајдува таму вистинските контури на една поетика што ја облагородуваа низ еден модерно сватен и афирмиран поетски јазик. Со својата прва книга Светлана Христова Јоцик се вклучи мощна и доцна во таа поетика, но избогатена со известно искуство што е несомнено важно за незината поезија. И во својата втора поетска книга Скришен ковчег, поетесата мощно држи до своите веќе најавени инспирации, до рамките и просторот во кој се остварува незината песна и поетскиот говор назначени во незината прва книга. Тука се огнот и сенките, темнината и тишината, склопецот и мартинката, тука има едно изриено небо што застанува начело, едно лице што заоѓа заедно со сонцето, тука тече еден дневен и видлив и обичен свет, од кој наеднаш ќе избие малку темниот, но тревожен човеков монолог, од која ќе се долови некое тајно знамение или смисла или значење кои доаѓаат како мали откровенија, а од сето тоа Светлана Христова Јоцик прави една смирена, речиси смерна поетска реченица, еден драматичен, но без патетика лирски монолог, успева да излачи еден достоинствен, но не и помирувачки поетски говор. Времето не ни дозволува во детали да се здржиме на оваа поезија, но должни сме да речеме дека поетесата сосем суверено владее со материјалот на песната, односно јазикот, дека располага со истанчено чувство за мера и економија, дека пројавува изразита наклоност, и во тоа има доста успех, кон јазикот и стилот на нашата лирска народна песна, која знае да биде максимално збиена и едноставна, но и максимално богата и слоевита со своите значења. Од подборот на лексиката, па до самата структура на стихот и на песната, поетесата постојано ја изложува таа своја приврзаност и тоа кај неа не значи недостаток. Напротив, една ориентација која и кај неа е плодотворна. Амкање. На заслог врз земјана софра си поставив мало сонце. Од средето извор за поило распретав. Замка, бело зрно на сончев конец врзав. Со сиот глас завивав, на амкање канев. Гласот одираше во глуви камбани. Ни сенка од сеница на софра не ми засени.
Zrното odvrzeno izvorot mi go vrteše. Soncето prevrteno, so somleno zrno se amkaše. Nič kosana na zemlja, so zemlja se amkav. Јавувајќи се својата прва книга Бдение за Виетнам пред неколку години, Лиљана Чаловска изненади пред се со еден друг вид смелост. Таа своја книга ја напиша на дијалект. Но таа нејзина смелост не е осамена. Уште Стале Попов знаеше во одделни своји дела да му искаже исклучителна доверба на дијалектот, се разбира во една функционална мера. Тоа е случај со некои дела, главно раскази и новели, на писателот Живко Чинго. Се разбира, тоа не е нов феномен и бара соодветни толкувања. Можно е да се искажува како нагласена претензија за што поголема функционалност на јазикот на ниво на литературното дело, но можно е уште сето тоа да е мотивирано и од амбицијата по секоја цена да се оствари, да се даде на увид индивидуалитетот на еден литературен исказ и израз. Најновата книга на поетесата Лиљана Чаловска не е напишена на дијалект, но односот кон јазикот, третманот и нивото на кој се јавува тој во незината поезија е во најмала рака специјален. Таа не само што трага, и тоа доста амбициозно, по неупотребени лексикални единици, споеви, синтагми и поетско-говорни облици, ами неретко знае да оди уште потаму, кон формални експерименти. Незините песни нудат еден своевиден графизам. Ритамот на незиниот поетски говор знае за нагли промени и варирања. Наместа патинираната поетска реченица со мноштво архаизми, знае да биде пресечена со неочекуваното шприцување сума интернационализми и од една таква легура Лиљана Чаловска го кове металот на својот поетски јазик. Незините песни од книгата Пергел нудат еден тревожен самоговор, еден бавен и убрзан, скоро невротичен солилокви истовремено. Понекогаш тоа е поезија која како да произлегува од вечните, а незабележливи противречности скриени во човекот и светот, од неговите парадокси. Понекогаш е слава и прослава без раскошни блесоци и илуминации, ами со некоја неизбежна сенка од горчина. Понекогаш е прашалник и сомнеш и недоверба кои се спасуваат од некој вид општо, книжевно ламентирање, токму преку спецификата на својот поетски говор. Песните на Лиљана Чаловска се таков вид поезија која не само што инсистираат на себе контрола, ами имаат амбиција да ги владеат не само имагинацијата на оној што кореспондира со нив, ами и доживувањата. Таа нејзина рационалност е мощна забележлива и наспроти привидниот лавиринт и разгранетоста на формата. Вид виделија. Видов брзи и несврзани, без да се одрешиле. Вежани како за обред, се раслојуваат без време, кај што времето ги замолкнало. Разотевни мисли низ умот ми тргаат, кога сторив да се јазам и самата, каде што качување неке имаше. И видов каде срцето, видов убаво ми пукна надвек, кога моите мисли се распилеаја. Едните што ки нисеа поресите разнесувани од водјето беа. Други со оловните мрежи тонеа во модрините. Ми играше десното око. Јас си го триев левото. Зар веќе ги бев изумила страните на светот? Но видов, кога со срце располовено застаната јас самата, спроти времето заспано, како огледало тоа поднесено, јас наднесена, а врз ниобата. Така и просторот ја беше љубел, што ја беше губел својата мерка. Што видов и потем веќе не видов. Божидар Тодоровски Бодле спаѓа меѓу ретките поети кои него е исцело еден специфичен вид поезија. Тоа е поезија која за своја амбиција ја има потребата да се подбива со светот на скаменетите конвенционалности, која тера да видиме низа смешни и безсмислени нешта во сето она што го сметаме за апсолутно важно и сериозно. За таголиките и трагиките, човечки и светски, тој нема сочувство и да речеме разбирање, туку со нив се подбива. Сликовито, би рекле дека тоа е поезија која не се заснова на божествената инспирација, ами на дијаболичната. Целта и амбицијата на неговата песна ќе ги дефинира и самиот поет. Тој вели: "Те кронисувам песно меѓу две грди пцости, да капнеш од искреност." Такви поети кај нас нема многу,
Aco Šopov isto така napiše jedna takva knjiga. Boško Smakijovski својата прва книга имаше повеќе хумор и сарказам од што во втората, а нешто од тој подбивничко, луциферски поетски дух има и во песните на Славко Јаневски. Бодле тој поет кој е консеквентно хуморно сатиричен и во оваа книга тој покажува подеднаква грижа и за формалните својства на својата поезија. Регистрот му е мощно и широк, се движи од песната виц, анекдоти и басна, до песната епиграм, критика и сатира на страстите и позите, наместеностите и изместеностите. Накусо, се работи за поезија која откако го одбрала својот начин на комуникација, апсолутно го почитува и настојува да го афирмира. Brane Petrović, kako danas je čuvstvujete moćte na govorot? Ova koja pred desetini poveke godini so svojata prva knjiga je objavivte kako silina po golem od sekoja druga. Moć govora. Moćta na govorot. I togaš pred desetina godini. I sega, ja smislim za sekogaš, niz životot, znači v sušnost moć na životot, potvrda na naše to biti suvanje, ovde nova zemlja, potvrda na naše to postojanje, koje je naše jedinstveno, vistinsko bogatstvo i naše jedinstveno pravo bogatstvo. Jedan ciklus pesni vo zbirkata Prečustvo za jedinata od Branislav Petrović go nosi naslov od Srce na srcata. Za srce to najmnogo znam. Zborova prvi od stih nova pesna, vo koja su jedan skoro raskažuvački ton zborova za nešto što bi moželo da bide poetska biografija za poetot, to je za Branislav Petrović. Od koga sam roden, veli poetot, srce to nikogaš ne mi zastanalo. Ovo je zaprepastuvački podatok od mojate biografija je považen od godinata na rađanjeto. Petrović je roden 1937. godina. Považen je od objavenite knjigi. Negovata prva knjiga je objavena 1961. godina i se vikaše Moćte na govorot. Poznačajne od pročitanite ljubovi. Ljubovi koji gi ima mnogo vo pesnite na Branislav Petrović. Gradovi vo koji laže teno kako ela, kako veli Petrović. U vrska so srce to, kako što veli Petrović, sve mu je jasno, jedinstveno mu ostanuva da odgovori na prašanje to, što je to što komandova so negovite ritmički dviženja, što je to što go čini ona tika taka, kako što veli poeto. Da spomenem barem ušte jedna golema imenkavo Petrovićevata poezija, koja je inaku poezija na glagoli, pred se na glagol od ljubam, glagol od baknovam, glagol od pravam, sozdavam i menkata sonce, koja kaj Petrović je sinonim na site, kako što to i veli tvorečki sili koji pred se negovata poezija gi pozdravuva. Sonce to, veli poetot, najsvetol i najtopol prijatelj, lavište, drugarište, ti česen pobratime, ovaj za da te pozdravime, ti si najgolemi od revolucioner, najgolemi od komunist, najgolemi od poet i najdobar rabotnik v ovije krajišta. Kako što gledame, sonce to je kreator na svetot, vom poetovi od svet, onoj svet koji ova poezija i ova zbirka saka da go vdiši vo sebe. Bi moželi da kažeme, deka Petrović može da go saka svetot poveće i podobro od bilo koji drug sovremen čovek. Da go saka onaka, kako što umel da go saka Vladimir Majakovski, na primjer. I njegovata poezija znači zaslužuva i vije da je sakate. Prihvati smo život kao mleko kravlje, ko zemljoradnici vruće iz krčaga, sve što dožive smo, bilo je pravo slavlje i patnja nam je bila sestra, mlađa, draga. Al mine život, prah, pepeo, kosti, ostanuće tama zaborava vali koji su u zemlji dobri i prosti, brate, jesu li ikada postojali. Tek ptičica na cvet grobni kad sleti, po mirisu, oblaku, zumbulima belim, cvrkutom će da vaskrsne, da podsjeti da smo živeli. Al doći će lovac,
mrk, bez srca, na nišaniće, pucaće, ubiće, brate. Kad pogine ta ptica, svi mrakovi sveta u naše oči ući će. Pišući o vašoj prvoj knjigi... Пишувајќи за вашата прва книга Заробеник во ружата, Бранко Милковиќ рече дека е тоа јаболко од злато во градината на српската поезија, во која има и сомнително овошје. Вашата најнова книга Орев исто така еден плод. Од која е и каква ваша градина? Оревот je života vistina na moj život, mojite 12 godini pominati na Kozara i 23 vo Belgrad. Kozara i Belgrad vo Orevot se za mene najljubavi i najmili temi koji sam gi opeal. Podjednako mi se mili i golemi. Napadinite na slavnata Kozara sum roden, a na Brdoto, na Slobodarski odgrad, na Čukarica, rastev, učev učilište i pišuvav pesni. Mislim deka Orevot je od ista gradina od koja izleze i Zarobenik od Voruža, a za njegovo zdravje i za njegovata snaga ne je moje da zboruvam. Za to se iskaže literaturните kritičari i ja se ocenka da su mnogo zadovoljen. Драган Колунџија е еден од убавите исклучоци во современата српска поезија, по тоа што неговиот поетски приот е изразито нерационален. Од своите први песни, Колунџија создава стихови полни со слободни слики и би можело да се каже дека на извесен начин тој е најубавото наследство на предвоениот српски надреализам по градбата на поетската слика. Меѓутоа, од друга страна, тој има исклучително рустикална нота во својата поезија, така што едновремено тој е и негација на поетскиот јазик што го создава надреализмот. Меѓутоа, се повеќе внатре во таквото слободно асоцијативно појавување во песната се кристализира едно чувство на екзистенцијален страф пред животот, така што Колунџијината поетика од слободна игра напредува кон едно трагично чувствување на светот. Секогаш субјектот за кој се зборува низ песната се наоѓа во состојба да трага по така наречената стоечка точка. Во поетиката на Драган Колунџија тоа е обично дрво. Во неговата рана поезија тоа беше некое златно јаболко, чие потекло е од фолклорот, подоцна тоа беше темелната маслина, а сега во неговата книга тоа е оревот. Tek kad potamni kao misao ispada iz kola zvezda. U detinjstvu mi smo birali između oraha i svih svetaca u godini. Orah na zemlji i njegova ostavština na stablu slobodnom. Prikovana za grane, ona ostane gore koliko je drago. Uterao ga je sam Bog u zelenu košulju, a iz nje izađe tek kad zrelo razmisli. Ili ga bič vetra ili bič čoveka probudi. Koliko sam se puta peo na orah, na vrh oraha, i ne samo da bih nekom od tih plodova prodrmao dušu. Na orah sam se peo da bih video dragu na njivi ili svetlost u daljini. Pesnička knjiga Poetskата книга на белградскиот поет, критичар и есеист и преведувач Милован Даноилич Чистини, која есенва се појави во издание на Новосадската матица српска, има една особеност која на читателот на современата српска поезија нема да му одбегне. Имено, нејзините 50 песни не се средени во никакви поетски циклуси, ниту во било какви засебни целини. Нешто слично се случуваше и со неговата претходна книга Гласови, која пред 3 години ја објави во независно издание заедно со белградскиот архитект Слободан Лашич.
Ova prethodna knjiga se vikaše Glasovi i ta je sestra po sestri imenova sega knjiga Čistini. Ušte nešto gi vrzu ovije dve knjigi. Dajnojlić, koji je izvanreden poznavač i izvasen prevedovač od ruski, francuski i anglijski. I što se čustva po njegovite pesmi ovde, dobar je poznavač na nekoj poetski formi od baladi do ronda. Ovde se obiduva da se oslobodi od celata svoja umešnost i od celata svoja zanajetska majstorija i da pokaže kako odredeni elementi na prirodata, kako nešto što ovo prirodata žive, kako mrazarnik, kako potok, kako treva, može da se prenese vo poezijata, no ne preko ona tradicionalna forma, kako što to je, mi se čini, preko poetovato silno subjektivno projeciranje na elementite, no na jedan podrug način obiduvajki se da go zaobikoli onoj uobičajen poetski govor koji vo sovremenata poezija postoji vo namernata lirska poezija. Ova knjiga na Danojlić je tažna. Ta nosi jedna gorčljivost, zašto ja pokažuva ne samo minljivosta na predmetite, tuku pokažuva vo koja merka poetovoto biti je nešto drugo od tije predmeti, od tije prirodni formi što postojat i koji se minljivi kako i sami od poetov život. Mi se čini deka mnogo značajno je to što ova knjiga, koja može za nečiji izostren vkus, pomalku da je i staromodna, ne nosi nikakva mistifikacija. Ta se obiduva izvesnata neposrednost, da je pretočivo poetska forma, i to mi se čini najistaknatata vrednost na segašnjite poetski potvati na Milovan Danojlić. Последниве две литературни години беа за вас, другар Данојлиć, многу плодни, како што се вика и некоја од вашите нови книги, а најновата меѓу нив Чистини се јавува, како што тоа го забележа литературната критика, како круна на вашето плодно творештво, не само во последно време. Кои се битните значења на оваа книга? Како што зборува и самиот наслов, под чистини се подразбираат пред се ширини и чистини во вистинското значење на тој збор. Значи, оние најубави делови од шумата, мугрите на природата, кон кои се враќа човекот, а од друга страна, тоа се најчистите мигови за размислување и чувствување до кој може сум дошол во последно време. Тоа е она што можем скромно да кажем за оваа книга. Ова е книга за тишината, за размислувањето за светот во рамките на природата. Да чуеме нешто од тие ваши предели на природата или внатрешни. Ке ви ја прочитам песната што се вика Сестро Неделице. Sestre Nedeljice u septembru i oktobru dolaze blago nasmešene sa grančicama žutog lišća, sa senkama ispod lipa, sa korpicama sjaja, visoko u vazduhu na rubu livada i šuma. Sestre Nedeljice nežne i milosrdne prolaze ispod nebesa, ispod naših prozora, vazdušastim hodom i godine se pretapaju. Godine se izjednačavaju sa negodinama, životi s neživotima, kraj i početak se provide kroz polugolu krošnju, dok svetle grane se pretvaraju u poluge čistog zlata. One su neizbrojive, premda ih nema mnogo, kroz san su najbliže, ali tad su nedostupne, hodaju bose starom i tužnom zemljom na kojoj smo se rodili, a umrećemo drugde.